Во изминатиот период јас сум можел да сум реагирал поинаку, да не сум реагирал смирено, ја можеби ќе сум можел да бидам убиен. Затоа што на неколку пати ја физички сум бил провоциран да реагирам ја насилно, за да можат после веројатно да употребат и огнено оружје. Меѓутоа јас во тие ситуации сум реагирал смирено и не сум реагирал на тие провокации. Затоа кога ги поврзувам работите, им велам на моите колеги, немојте да ги занемарите заканите, затоа што тие насилници никогаш не можете да знаете на кој начин ќе ве провоцират на улица, било каде. Затоа што некогаш ќе мислите дека некои инциденти се изолирани, меѓутоа тие знаат да ве провоцират на начин кој што вие на крај на памет нема да ви текне дека тоа ви е спакувано од некој кој што на некој начин не му се допаѓал некој ваш текст како новинар. Затоа ви велам секогаш да се пријават, а ние како здружение и заедно како медиуми и како заедница ќе вршиме притисок институциите, тие луѓе да ги казнат, затоа што без казни ова појава нема да престане. Меѓу време додека ја бев на службен пат, мене имаше нови закани кон членови на мојата блиска фамилија и мислам дека тој член од моето семејство веројатно ќе треба да дојде, затоа што заканата е добиена од повик без број, како се вика тие, и веројатно можда полицијата има начин како да го открие од каде дошла таа закана по членови на моето блиско семејство. Да, поврзано, ги прашале дали вие сте роднина на тој и тој, да, тогаш вие ќе видите, ќе ве запалиме сите како фамилија. Од прилика таа е заканата. И полицијата веројатно ќе има начин како да дојде да провери од кај е дојдена таа закана.